Добро идете во студио за моите гости Мухамед Закири, новинар, Абелин Зембери, екс-пратеник. Говориме прво за сведоштвото на Богоевски, вистина беше бомба, но сепак не предизвика никој политички земјотрес. Иако во сведоштвото тој говори за корупција на Бучковски, Ахмети, Џафери, како вели албанските пријатели кои добивале мито од Кондоминас за Телеком. Сметате ли дека сепак ова сведоштво ќе го помести, ќе доведе до тектонско пореметување во врвот на Дуи? Иако Џафери веќе гледаме дека вели дека ќе го тужи Богоевски на суд. Мислам дека во Дуи поместувањето се почнати пред оваа афера. За оваа афера се зборало и порано, само сега тоа што е индикативно, односно што се праќа јасен сигнал до раководството на Дуи и е фактот што тоа се објавува во Америка. И од таму го превземаат нашите медиуми. И сега тоа не можеме да го истолкуваме дека е случајно. Очигледно дека меѓународната заедница сака да испрати јасни сигнали до тука дека е решена да расчисти со една генерација на политичари кои што се корумпирани и на кои очигледно не требало и не треба да има местото во нашето општество. Практично на Груевски нема му се простојно, нема и на Ахмети. Се согласувате ли, господин Зембери? Па видите што, мислам дека двете партии кои се на власта веќе се толку длабоко влезени во оваквите афери, што мислам дека на јавноста веќе му е јасно целата акција и ова што е направена. И мислам дека не е случајно оваа афера отворена баш токму пред изборот на новиот јавен обвинител, што значи дека е еден знак дека јавниот обвинител има многу работа, што треба и многу теми кои треба да се отварат. Не случајно е ова вака направено. Мислам дека како што рече Закири, на Дуи веќе му е почната борба, внатрешна борба која многу брзо ќе излезе во јавноста. Ова само му помага на другата група за да акцијата нивна биде поуспешна, затоа што веќе на народот му е преку глава со ваквите афери и секогаш ваквите политичари, играјќи на патриотската карта, искористувајќи го сентиментот, емоциите на народот, доведе до ваквите ситуации да целата ова политика, 15 годишна политика е направена само за 2-3 политичари и ова веќе му е јасно на народот. Мислам дека време е сега некои работи да почнат да паѓат, некои да се променат. Мислам дека ќе биде позитивна ова афера. Ајде да видиме, велите народот му е преку глава од корупција и така натаму, но народот Македонија, барем македонскиот народ, кој вела македонскиот, мислам се разбира на македонските граѓани, се веќе навикнати на корупција и оваа корупцијска афера можеби толку нема да не ги потресува албанските редови, особено политичките, но она што е скандалозно во оваа афера и шокантно е сведоштвото за атентат. Сушто станува збор за обид за атентат, кога сами подоцна преживува, тој е генерален секретар на Дуи, но и идеолошки татко на Ахмети и Џафери, всушност не само, како веламе идеолошки татко, но и повеќе од тоа, тој всушност ги измислува. Е нивен креатор, политички и во секој поглед. Не можеме да бидеме суд за да одлучиме дали е стварно атентатот направен токму од Али Ахмет или од нивната партија. Важно има место за сомневање за било какви работи, затоа што мислам дека и Касами не е некој кој знае каков човек и тој целата негова историја е прљава, токму он е избран баш за таквото место, за да нормално прљавиот човек може да ги тера напред прљавите работи. Целата таа ситуација мислам дека судството ќе одлучи дали имало нешто или немало нешто. Важно ова ситуација, ова што рековте, овие афери, јас мислам дека ќе дадат допринос, без разлика за тоа што народот е доведен до еден овој ќош да не може више кај да оди. Толку е осиромашен, ако ќе гледа дека некои лидери нивни толку се збогателе со вакви прљави работи, мислам дека веќе тоа е знак дека народот целосно во Македонија треба да стане.
Добро, колега? Веќе нема место за скријање. За Кири, кои се вашите сознанија за Касам? И јас сум од помала генерација, не го знам лично Добро. Касами. Во времето кога он беше активен, ја го слушав како име. Он за мене останува мистериозна личност, кој очигледно беше назначен и задолжен за финансиите во партијата, значи сите пари оделе преку него, но никогаш он не беше на први редови и не беше во јавноста, никогаш прикажуван, ниту излегувал со ставови или било што. Очигледно има место за истрага и да се види што точно се случило. Памтам дека имаше вооружен напад врз човекот, беше ранет, не беше убиен, но никогаш не се расчисти тој И случај. подоцна умира. И подоцна умира. По кои околности умира? Како умира? Што умира? Никој уште не ја Ќе се знае, говори не се како знае вистината, последица ќе се од- говори и затоа се оставен простор да се говорат и да има шпекулации во јавноста. Ова фрла ново светло, отварањето на оваа афера, сведоштвата на Богоевски и се надеваме дека и новиот јавен обвинител ќе се занимава со овој предмет и на крај ќе ја дознаеме вистината. Добро. Какви се сега релациите во ДУИ? Долго време вие споменавте дека постои таа внатрешна борба, тој судир, има фракции, дури се говореше, се шпекулираше и за некакви физички пресметки. Сега има информации дека едно крило таа фракција излегува од ДУИ дефинитивно или оние што излегле и ќе формираат нова партија. Па видите што од ДУИ, уште од после војната се направи една поделба во две групи, едната, нели, тогаш се рачуна борците од 2001 Интелектуалната вклучени, и војната. Боже ми, интелектуалната. Секогаш се водеше таа внатрешна војна внатре во партијата. Сега последно време на крај излезе дека борците тогаш и денеска имаат право и нормално дека се бориле за партијата да оди правец, како што ние мислевме тогаш и затоа што за тоа се боревме, но излезе дека интелектуалната група толку се инволвирана во криминал и во некои прљеви работи внатре во партијата, што толку пуштила корења, што е многу тешко да се искорени. Мислам дека времето неколку пати имаше предупредување, Лехмете, лично и од мене и од многу мои пријатели, за да се реформира партијата. Очекувавме и во последниот конгрес да направи нешто, исто така не направи ништо и последно време се гледа дека не сака да направи реформи во партијата и луѓето веќе тие честните луѓе што се внатре во ДУИ веќе не можат да го издржат овај темпо, затоа што нон-стоп пред граѓаните се псујат, нон-стоп се карат, не им се остава простор да излезат слободни во кафичите, затоа што веќе народот почна да ги знае некои работи. И мислам дека честната група што сака да се подели од ДУИ е во тек сега, што нормално е во акција кај своето членство, колку може да... Има ли таму проминентни имења, значајни луѓе? Има, мислам дека ќе излезат на виделина, кога ќе се објави ова. Ја и во последното интервју во Фокус кажав дека Ахмеди го губи легитимитетот. Ахмеди се помалку го има во јавност, Ахмеди се помалку го има на терен. Затоа што нема што да им каже на своите гласачи. Он освои толку гласови на последните избори, како што не освоил ниту една политичка партија на албанците, 153.000 гласови. И што направи со нив? Он ги изневери сите тие гласачи. Сега доаѓа време да го плати цехот. Има незадоволни луѓе. Он ја има изгубено апсолутно поддршката, може да сонува на тие гласови веќе. Не само тој, туку и било која друга политичка партија. За известно време може да сонува дека може да добие толку гласови. И сега нормално е дека не можеш да генерализираш, дека у секоја партија сите се криминалци, дека сите се лоши, дека сите не знаат. Сегде има честни луѓе, некои што не им е дадено простор да се искажат. И сега тие решиле, виделе дека више нема простор таму нешто да се смени на добро. И решиле дека е време да се раздвојат, да излезат од тој брод кој што тоне, а кој што се нарекува ДУИ, моментов. И нормално Ахмеди да биде нервозен сега
и уште понервозен е откако и преку Америка му се праќаат сигнали за коруптивните афери и сега да ги обвинува, како што го слушавме претходно премиерот, дека странски служби не ги прават сите работи, сега за Ахмети тајните служби не го сака да го растурат. Што си сел, ќе жнееш. Добро, има ли шанси тогаш тие помалите албански партии да создадат еден вид коалиција со новата албанска партија? Јас се надоврзам на тоа мој интервју во Фокус, ја повторам дека единствениот можност за да се добијат, да се победат овие албански политички партии кои што се на сцената ДУИ и ДПА, кои што дажал не се разликуваат сега веќе многу меѓу себе, албанските политички партии, останатите, помалите, да настапат заеднички на избори. Само на тој начин. Но има ли расположение? Ја мислам дека има расположение, според информациите кои што има расположение и се работи на тоа. И тоа е само единствениот начин. Ако секој од нив оди одвоено на избори, само му даваш легитимитет и мандат уште 4 години на Ахмети да продолжи. ДПА не можеме да ја рачунаме повеќе, затоа што тие ни пратеничка група нема да успеат да направат на наредни избори било кога да се одржат тие, а доколку се обединат останатите политички партии без ДПА и ДУИ, има реални шанси Ахмети да го изгуби легитимитетот кај албанците, а мене не би ме чудело ако се дојде до таква коалиција, ДУИ и ДПА да излезат и настапат заедно на наредните избори. Јас мислам дека ДУИ и ДПА нема да излезат. Моје мислам лично на избор, затоа што во минатото нон-стоп имале конфронтации. Они можда би сакале да бидат заедно, но не може членството да биде затоа што 15 години ги скарат меѓу себе, ги туркат и во војна. Интересот е чуден. Интересот е чуден, ама и народот веќе му е јасно на све. На сите игри му е јасно и на членството на ДПА, и на членството на ДУИ. Мислам дека нема баш тогаш ќе излезе нивниот филм и мислам дека тогаш баш ќе бидат казнети како што треба. Добро, и можно ли е во вакви околности сушност Ахмети да не преживе, а Груевски можеби да го добиеме спротивното, Груевски да остане на политичката сцена или пак и двајцата ќе се заминат? Не, ја не мислам дека Ахмети дека ќе го снема од политичката сцена, уште известно време Ахмети ќе го има. Ахмети сега се труди да покаже на тие незадоволните дека еве јас сега сум спремен да направам реформи во партија. Имаше, го спомна Конгресот, он имаше многу можности наназад да покаже дека има волја да ги смени. Ние ако земеме кои се луѓето кои што се вртат функционери на ДУИ во министерските места. Имаме тројца-четворица кои што постојано се на тие места. Он не успеа ниту еднаш да смени еден од нив и да стави нова личност. Он сега за да покаже или да ги смири незадоволните, покажува еве сега сум спремен да ги тргнам тие луѓе, ќе поставам нови луѓе, ќе дојдат нови луѓе во израз во таа партија. Ние ако се вратиме назад, од колку постои ДУИ до сега, кој функционер нивен дал оставка? И бил погрешен. Нема ниту еден функционер, ја не памтам. Нека има функционер кој си поднел оставка и е повикан на одговорност. Или од партијата, или од кој, или Ахмети го сменил. Во ДУИ важеше девизата дека еднаш функционер, цел живот функционер. За жал. Јас мислам дека и обстанокот на ВМРО и ДУИ е многу зависи од донесувањето на законот за избори. Што мислам дека токму тука ќе се види начинот и правецот како ќе оде. Доколку остане вака како што е сега, мислам дека пак двете партии на испрљав начин ќе останат на власт. А доколку се промени било каков начин на гласање, мислам дека тие веќе немаат сила тоа да го издржат. А нарочито доколку биде се отворени листи, тогаш веќе ќе добијат казната баш она како што треба. Бидејќи цело време они се ги потценуваат граѓаните со власта, рачунајќи дека еве ние сме на власт, можеме се и свашта да направиме, вие мора да не гласате. Тоа веќе на отворените листи и мислам на една изборна единица доколку биде без праг, мислам дека ќе му се даде шанса на сите мали политички партии и на сите националности да се добијат свое место во собрание. Тогаш ќе биде многу интересно и на многу демократски начин и ќе се избере влада. Нема да биде веќе една влада како што бара Груевски со 17 плюс 17 пратеници да биде сила која веќе нема шанса некој да го смени. Туку ќе биде влада која на секој момент ќе биде ризикувана од помалите
политички партии и дури тогаш мислам дека ќе имат ќе биде една јака борба за да секој се покажува позитивно на власта, за да може, и мислам дека на тој начин и државата ќе оде напред. Ама сепак граѓаните доколку до сега не се освестиле покрај сите овие афери што се отворени и бомбите што Заев ги покажа, мислам дека време е више, доколку уште еднаш ВМРО победи, тогаш мислам дека Груевски на знаење ќе му даде на народ дека мора да се дигне. Више не издржливо ќе биде тоа. Добро, кога ги споменувате бомбите, главните критики кон Заев беа дека прилично ги поштедува всушност албанските лидери, подоцна беше и Монструм случајот, кој исто така е разбран ова целокупната јавност се разбира. Јас мислам дека со Монстра се игра Заев затоа што не се крие кој знае какви телефонски разговори позади тоа. Мислам дека се игра една игра он колку да знаеш да го држи она тензичната ситуација на опозицијата, мислам дека не крие многу, нема кој знае што во тоа, да имаше ќе го кажеше сигурно и доколку сака он стварно нешто да биде во виделина некоја афера што ќе го ослаби власта, он до сега ќе го кажеше. Мислам дека и тука се крие нешто. Јас лично кога почнав почеток мислев дека ќе се поред ќе ги прикаже и ќе народот и на албанците и македонците ќе им биде јасно се. Ама ми се чини дека нешто дали од притисоците што ги има или не знам што, важно не ги покажа оние што би дали резултат. Да. Јас сепак мислам дека тоа што го има како доказ за Монструм ќе излезе на виделина, ќе мора да се занимава или специјалниот обвинител, они така и најавија и не може тој случај кој така беше најавуван исто и од опозицијата да остане неразветлен и под тепих да се остави. Мора вистината и за тоа да излезе и ја мислам дека тоа ќе излезе и специјалниот обвинител исто е покрај сите други криминали со кои што треба да се соочат и да се докажат за власта, мора и тој случај да го процесуира и да излезе вистината и за тој случај. И во вакви околности смета дека ќе бидат кооперативни, дуи опозицијата влезе на голема врата во парламентот. Дуи беше кооперативна со полна уста, велеа дај пуштите све што имате, пуштите ги приватните наши работи, а кога почнам малку колку што пушти за нив, ги фати паника и повикува да се почитува договорот за да не се пуштаат бомбите. Ќе видиме. Практично смета дека нема шанси да го завртат грбот на ВМРО, критичарите велат тоа се браќа по корупција, тешко дека може да се развие. Нормално, доколку се под ипотека, нема шанса да се тргнат. Они, доколку не би биле, до сега имало милион причини за да напуштат власта и за да падне ова влада. Сепак, судот овај ќе покаже све и има присутна улога во идните процеси. И нема да ги дочекат изборите доколку паметно работи, доколку обвинителот биде онака како што го бара граѓани. Мислите нема да ги дочекаат оваа гарнитура се? Ова гарнитура, јас се надевам дека доколку праведно работи нема да ги дочекат изборите. Да. Јас благодарам што бевте гост.